Почитувани граѓани, почитувани медиуми, почитуван директор на Технолошко-индустријски развојни зони Јован Деспотовски, нема подобра потврда дека земјата се движи во вистинска насока од отворање на нови работни места, капитални инвестиции, зголемување на плати, пензии, пакети за помош и поддршка на граѓаните, пензионерите, компаниите, субвенции за земјоделците и нови странски инвестиции. Кога станав премиер на владата на Република Северна Македонија, целта ми беше да изнедам начини да донесам одлуки и решенија за животот на граѓаните, да го променам и да го направиме подобар, поквалитетен и попросперитетен. Почитувани ведови, вие веќе на брифинг со директорот Деспотовски ги слушнавте бројките и анализите како технолошко-индустријските развојни зони ја завршија 2022 година. Да се случи во време на најголема енергетска криза, во време на криза со огромен раст на цената на струјата, со цената на гасот, голем раст на цените на прехранбените производи, општо на живеачката, не само овде во Северна Македонија, не само во регионот, туку во Европа и секаде во светот, во сите земји, каде економијата, каде платежната моќ, каде стандардот се загрозени, да имаме најдобрата година до сега од постоењето на технолошко-индустријските развојни зони е навистина успех. 2022 година ја завршивме со 2300 нови работни места, над 430 милиони евра нови инвестиции, а во октомври лани ја надминавме и највисоката граница на извоз од 3 милиарди евра, што беше претходно највисок резултат постигнат во 2021 година. Јас верувам дека Северна Македонија може повеќе да напредува и да се развива и среќен сум што такви можности препознаваат многу странски инвеститори, странски ентаблирани компании на светско ниво и одлучуваат да инвестираат токму овде кај нас. Трендот се повеќе странски компании да отвораат своји фабрики овде во земјава ни е од голема помош и тоа ќе донесе економски раст и напредок на земјата, раст на платите и пензиите, а сето тоа позитивно ќе се одрази на квалитетот на живот на граѓаните. Владата што ја предадам создава подрачје за безбедно инвестирање, а наша цел е да создадеме услови по светски терк неопходни за непречено функционирање на компаниите без разлика дали тоа се странски инвестиции или домашни инвеститори. Денеска ќе објавам една убава вест заедно со директорот. Магна Интернационал, канадската компанија која дизајнира, развива и произведува автомобилски системи, модули и компоненти кои се спорачуваат на сите најзначајни производители на автомобили во светот, оствари стабилен раст на европскиот пазар и се појави потреба од нова фабрика на една од 9 групации. Спроведеното истражување на потенцијални локации за отворање на нова фабрика во Европа опфати повеќе држави, но компанијата одлучи за инвестирање и отворање фабрика да ја избере Северна Македонија, на понудената локација во технолошко-индустријската развојна зона во Штип. Значи, по отварањето на фабрика во Тирструга за производство и склопување на ретровизори и други технолошки продукти за автомобилската индустрија, каде според бизнис планот на компанијата ќе се вработат 1000 луѓе, во Тирштип компанијата ќе отвори нова фабрика, каде тест производството се планира да започне годинава, а сериското производство ќе започне во првата половина од 2024 година. Вака, почитувани граѓани, се создаваат просперитетни услови во државата, не со зборови, не со политички пораки, не со паметување, не со надмудрување и секако не со деструктивност, туку со многу работа, решителни одлуки и визија. Владата овој период креираше политики да им овозможи на компаниите да влезат во инвестициски процеси, а сето тоа доведува до забрзан економски раст на државата, раст на бруто домашниот производ, како и етаблирање на Северна Македонија на глобалните пазари во Европа и во светот. Нудејќи стабилност за инвестиции во земјава, создаваме подрачје за безбедно инвестирање, а со тоа создаваме услови за нови и подобро платени работни места за нашите граѓани, за нашите млади, дома да работат во европски и светски познати компании. Нема поголем блок во државата од тоа младиот кадар своето знаење и труд да го инвестира во соседната земја и да биде движешка сила за напредокот на државата. Таа можност им ја должиме на младите генерации и по секоја цена ќе ја оствариме. Нашите граѓани заслужуваат европски услови за работа и европски плати. Остануваме фокусирани на приоритетите, на квалитетниот живот на граѓаните и растот на економијата. Граѓаните и бизнисот се уверија и што е најважно ја почувствуваа помошта и поддршката од сеопфатниот пакет мерки за справување со енергетската криза,
А оваа година, како што веќе кажав, ќе биде подобра, но ќе продолжиме да се грижиме за сите без исклучок. Владата мисли на своите граѓани и како и досега, така и во иднина, никого нема да оставиме да се справува сам во време полно со предизвици. Ова за мене е само почеток. Дојде време Северна Македонија да напредува. Земјата има европска перспектива и јас од патот кон Европската Унија не отстапувам. Северна Македонија може да бележи економски раст, оваа земја може да биде меѓународно почитувана, може да негува добрососедски односи, практикува европско законодавство, членка е на НАТО, а заложба на сите нас е што побрзо да влезе и во европското семејство. Ова не е обврска и политика само на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалиционите партнери. Тоа е обврска на сите политички, невладини, граѓански и експертски чинители во државата. Таа обврска ја имаме сите ние кон граѓаните. Времето на празни и истрошени политички фрази заврши. Време е на граѓаните да им обезбедиме членство во Европската Унија, а со тоа подобар, поквалитетен и побогат живот. Ви благодарам.